Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, во денешното евангелско четиво, напишано од раката на Светиот апостол и евангелист Лука, испреплетени се два настани и две чуда што Христос ги изврши во истиот тој ден. Станува збор за тоа што како и секогаш Христос, окружен од многу народ, проповеда, лекува, утешува, ги подига паднатите на начин само нему својствен. И во таква една ситуација една жена која што цели 12 години страдала од крвотечење, се приближила до него одзади и со својата рака го допрела телото Христово. И во тој момент се излекува. Христос веднаш реагирал, не затоа што нему му требала таа реакција, и како доказ и показ за тоа дека тој, животодавецот наш, спасителот наш, и помогнал на таа несреќна и страдална жена, туку заради нас, кој што сега сето тоа го читаме и го дознава. Прашал некој се допре до мене. Сите молчат. И точно е, никој не се допре до мене. А таа што се допрела исто така молча. И бидејќи не добил Христос одговор, светиот апостол Петар, како и секогаш, прв се истрчува, коментира, како и велика учител, какво прашање поставува. Гледаш колкав народ се собрал околу тебе, се турка, безброј луѓе можеле тоа да го направат со труд. Кај ќе го знаеме кој е тој? А Христос чврсто застанал за својот став. Да, некој се допре до мене, осетив како излезе сила од мене. И тогаш жената сватила дека нема кај да се скрие, а и нема зошто да се крие. Излегла пред Христа Господа и му рекла: јас сум таа, Господи, еве 12 години страдам од крвотечење, циот имот го потрошив по лекари, но тие не можеа да ми помогнат. И најпосле, дознавајќи за тебе, дојдов и го направив тоа што го направив. Христос воопшто не ја прекори за тоа, туку ја пофали и кажа пред сите гласно дека верата нејзина ја спаси. Гледајте, верата чуда Божја. Како последица на верата во Бога е довербата наша во Бога. Оние кои што доаѓаат во светиот храм
со умислом, дека може нешто добро да им се случи ако Бога го има. Или ако постоењето на Бога го условат со нивното добро. Јасно е дека таквото хазардерско однесување кон Христа нема да донесе никаков плод. Никаков плод. Христос нема потреба никому да го докажува своето постоење. Тоа е кондицио sine qua non, безусловен услов на се што постои. На се што има живот, а има живот за никогаш да не умре. Тоа што го загрозува животот се болести. Болестите се последица на гревовите, на страстите наши, кои што ги предизвикуваат гревови. И гледате како е се сукцесивно подредено едно по друго. Си има своја духовна логика, која што излегува надвор од рамките на умната логика на човекот, иако не ја исклучува, туку ја надвишува. Пред тоа пак, еден татко, старешина на синагогата во градот, стоејќи на колени, го молел Христа Господа, ословувајќи го со учител, ако сакаш да ја излекуваш мојата 12 годишна ќерка, која што е болна на смрт. И го повика Христа Господа да го посети неговиот дом, бидејќи ќерка му лежела веќе на смртна постел. И Христос без двоумење го прифатил повикот на таткото Јаир по име и тргнал на кај домот Јаиров. Во меѓувреме се случи тоа што се случи со жената крвоточива. Но отпосле случајот со жената, некој човек од домот на Јаира дотрча и рекол дека нема потреба Христос да доаѓа дома, бидејќи ќерка му на Јаира умра. Христос го веднаш го утешил таткото да не и се предаде на печат, на жалот, на безнадежда, да не допушти смртта да ги порази, ниту ќерка му, ниту него како нејзин тат. Туку да верува во она што ќе се случи во неговиот дом, бидејќи Христос не застана одејќи на кај домот Јаир. Кога стигнале таму, се соочиле со многу тажна слика. Сите плачеле и ридале по мртвото девојче. Христос заповедал ударот со мртвото девојчета, просторот каде што тој седел, да се разотидат сите присутни. А во таа просторија влегол тој, Петар, Јаков и Јован и родителите на девојчето. И Христос повторно, за да ги утеши, да ги смири сите околу себе, рекол: девојчето не е умрено, тоа спие.
А луѓето што го чуле тоа, не можеле да го скријат својот подсмех, бидејќи биле сигурни дека е мртв. Христос си пристапи на девојчето, го фати за рака и му заповеда: девојко, стани. И таа станала. Гласот на Господарот на животот е гласот што сите го слушаат. Тој е непобедник. Тој е тој глас кој што и нас не вика за живот вечен. И заповеда на девојчето да му донесат храна. Една жена доволно беше да се допре до неговото тело, браќа и сестри, за да се излечи од болеста што жестоко ја напаѓала и го загрозувала нејзиниот живот. Едно дете, девојче, младо, 12 годишно, се борело со смртта и ја загубило битката со него. А ние, браќа и сестри, не само што се допираме до Христа Господа, ние со Него се храниме. Ние Него го примиме од светиот пут. Него целиот. Не делови од Него. Не парчиња од месото на телото Негово, ниту капки од крвта на телото Негово. Туку Него целиот. Со Него стапуваме во целосно единство. Се случува и постасно, личностно соединување наше со Него и Негово со нас. И бидејќи примајќи го Него, го примаме самиот живот, кој што од Него ни дошол. На животот му обезбедуваме вечно траење. Биолошката смрт не е последната станица на тој живот. Таа една од попатните станици. Гробната врата не е вратата низ која што се става мртвото тело за земјата да го изеде, да го проголта, да и биде вратено тоа што и беше земено, зашто Христос од земјата, земајќи го сотвори телото човечко. Туку за да се претвори во врата, низ која што ќе се помине од овде таму, браќе. А за тој живот сега и овде живее. За тој живот. Во овие просечни 70-80 години треба да се спечали вечноста, вечниот и несмртен живот. Така да гробиштата се една од попатните станици, браќа и сестри. Но за да ни покаже Христос дека е Господар над животот и дека смртта нема сила и дејство во Негово присуство, тој кажа на девојката: девојко, стани. И таа послушно стана, го слушаше својот животодавец и спаси. И ние, браќи и сестри, да ја имаме таа послушност. Творејќи ја волјата Божја за себе, сами. Да не му ја подметнуваме нашата волја нему, како Негова волја за нас. Да не се случува со нас тоа што ние сакаме да се случува со нас, туку да се случи тоа што тој сака со нас да се случи. Да се исполни планот Божи за нас. Неговата економија
ili domostroj na spasenije to naše. Amin. Za mnou.